Најдобри места за посета во Европа од анкетите на 18 декември 2021 година. Во старите денови на американците им требаа неколку години за да ја направат големата турнеја низ Европа. Имаа вистинска идеја. Ви треба многу време за целосно да го искусите сето она што Европа може да го понуди. Бидејќи повеќето од нас денес имаат само неколку недели одмор секоја година, треба да избереме што ќе видиме. Со толку многу врвни места за посета во Европа можеме да ја намалиме листата по географски региони или посебен интерес, бидејќи овие денови се потребни само часови за да се стигне до Европа. Во споредба со неделите што им биле потребни на нашите предци, за да стигнеме до Европа, секогаш можеме да се вратиме за да посетиме нови знаменитости. Виена. Виена е најмагичниот град во Австрија. Тоа е град кој создава слики на прекрасно облечени жени кои танцуваат на валцерите на Штраус. Тоа е град во кој убавите бели липезани танцуваат со прецизност. Тоа е место каде што ќе ја фрлите вашата исхрана настрана за парче чоколадо за черторе. Не заборавајте да талкате низ живописниот стар град, да ја посетите раскошната барокна палата Шонбрун, средновековна катедрала Свети Стефан, империјалната палата Холбург или можеби дури и настанот на познатиот виенски машки хор Стоунхендж. Мора да се восхитувате на определбата на праисторискиот човек кога ќе го погледнете Стоунхендж. Зградбата започнала околу 3000 години пред нашата ера. На она што првично било гробно место, огромни монолити тешки 25 тона беа влечени 240 км или 150 милји до местото неколку стотици години подоцна. Не е познато точно колку големи карпи се преместени во полето во близина на Еймсбери, но денес стојат 13. Исто така не е познато зошто е изграден Стоунхендж, но многумина веруваат дека ова голема знаменитост во Обединетото кралство е поврзана со раната астрологија. Матерхорн. Можеби Египет има своји пирамиди, но Италија и Швајцарија имаат своја пирамида, создадена од природата. Матерхорн со висина од 4478 метри или 14692 стапки. Оваа позната планина е една од највисоките во Европа. Планината има 4 лица, секој е подеднакво грубо. Оваа легендарна планина е популарна кај планинарите уште од првото искачување во 1865 година. Од текот на летото 150 луѓе дневно се обидуваат да ја искачат. Камперите може да бидат исто толку среќни што остануваат долу и со стравопочит гледаат на врвот играјќи криенка со облаците. Плитвички езера. Плитвичките езера се толку убави што властите ги претворија во национален парк. Сместени во централна Хрватска, Плитвичките езера се состојат од 16 езера кои привлекуваат повеќе од 1.000.000 посетители годишно. Езерата се обкружени со бујни шуми и поврзани со водопади кои се спуштаат од едно до друго езеро. Езерата се поделени на два дела, долниот и горниот, поради разликата во височината. Најдобриот начин да ги видите езерата е одење. На патеката можеби ќе видите и некој див свет. Будимпешта. Будимпешта веќе беше воспоставен град кога унгарците го презедоа во 9 век. Денес Будимпешта е главен град на земјата и најголем град. Помеѓу овие два настани, Будимпешта била управувана од монголите и османлиите меѓу другите. Се смета за еден од најубавите градови во Европа. Будимпешта е дом на музеот на ликовни уметности со својата колекција од повеќе од 100.000 дела. Задолжително посетете го централно лоцираниот стар град со многу музеи, цркви, палати и зградата на парламентот. Лисабон. Португалскиот главен град Лисабон лежи на реката Тагус, долж брегот на Атлантикот. Токму оваа локација ги поттикнала истражувачите да пловат надалеку низ светот во 15-тиот, 16-тиот и 17-тиот век. Едно од работите што ќе сакате да ја видите е кулата Белем, тврдина од 16-тиот век на северниот брег на Так.
Ако барате добар поглед на стариот Лисабон, упатете се кон замокот Сао Хорхе, кој бил изграден на врвот на ридот од Мавриде. Гулфос. Веројатно не познавате премногу луѓе кои биле на Исланд, но можеби вреди да се патува таму за да ги посетите спектакуларните водопади Гулфос, лоцирани во јужен Исланд. Гулфос е една од најдобрите туристички атракции на Исланд. На моменти речиси изгледа како глечер, можеби соодветно бидејќи се храни од глечер. Водопадите започнуваат веднаш откако реката Олфуса прави нормално вртење и потоа се спушта по скалило од 3 скали во кањон длабок 35 метри или 115 стапки. Которскиот залив. Кога сте гладни за пејзажи што го одземаат здивот, уживајте во заливот Котор, во југозападна Црна Гора. Овој залив покрај Јадранот е сосема живописен, опколен од планини со чудни села сместени меѓу карпите и прекрасната сина вода. Неколку добро сочувани средновековни градови звонат на заливот. Овде луѓето одат на аџила не само за да ги разгледаат пејзажите, туку и да ги посетат 200-те православни и 100-те христијански цркви и капели распространети меѓу селата. Москва. Москва речиси 900 години е срцето на Русија и источна Европа. Како таков, овој стар град има многу да им понуди на посетителите. Да почнеме со црвениот плоштад од 15-тиот век, бидејќи многу од клучните атракции на градот го окружуваат. Врвна знаменитост е Кремљ, поранешната тврдина во која се сместени музеи и претседателот на Руската Федерација. Гробот на Ленин се наоѓа на средината на плоштадот, додека на едната страна е иконата и катедралата Свети Василий. Гондола на канал Гранде во Венеција. Венеција е за романтичарите кои сакаат да лизгаат низ големиот канал со гондоли и кои пее италијански љубовни песни. На крајот на краиштето ова е град што го испрати Марко Поло на неговото патување во Кина. Започнете го вашето истражување на Венеција на плоштадот Сан Марко, најпознатиот плоштад во градот. Овде ќе ги најдете Дуждовата палата, седиштето на венецијанската влада и базиликата Свети Марко, главната црква во Венеција, со прекрасен поглед од кулата. Венеција е позната и по своите мостови. Монте Карло. Ако сте во сјајот и гламурот, не гледајте подалеку од Монте Карло, главниот град во малото кнежество Монако. Монако од секогаш бил познат по овие квалитети кои достигнале нови височини кога неговиот принц ја направил Грејс Кели своја принцеза. Седејќи на брегот на Медитеранот, Монте Карло е познат по брзите трки со автомобили и неговото елитно казино. Прошетајте по пристаништето за да видите јахти, некои големи како бродови кои им припаѓаат на богатите и славните. Алхамбра. Алхамбра е едно од најголемите чуда на Шпанија. Тоа е прекрасен комплекс, палата, тврдина што може да се најде во Гранада во јужната шпанска провинција Андалузија. Овој импозантен комплекс започнал како мала тврдина кон крајот на 9-тиот век, иако бил изграден на орнатините на поранешната римска тврдина. Преземено од христијанските владетели, тоа е место каде што Колумбо доби зелено светло да го открие новиот свет. Мешањето на архитектонските стилови низ вековите е зачудувачки, ќе најдете одлична уметност и големи градини насекаде. Фиренца. Да не беше Фиренца, ренесансата можеби немаше да се случи. Фиренца е генерално заслужена за извлекувањето на Европа од темните времиња со големи уметници како Микеланџело. Нивните дела можете да ги видите во Уфици, најголемата галерија во Фиренца, или во Академијата што го прикажува оригиналниот Давид. Јадете желато додека шетате по Понте Векио што ја премостува реката Арно, гледајте го преголемото богатство на семејството Медичи во палатата. Восхитувајте се на раниот инженеринг што го создадоа големите Дуомо. Ова е Фиренца во низината најдобра форма. Лондон. Љубителите на англиската историја ќе имаат теренски ден во Лондон. Овој град на Темза е препон со палати од Бекингемската палата до палатата Хемптон Корт. Лондонската кула е дом на кралскиот накид. И од Најтсбридж не заборавајте да ги посетите прекрасните сали за храна
во Хароц до улицата Карнаби, можете брзо и ефикасно да се движите низ Лондон со возење на познатата подземна железница. Замокот Нојшвајнштајн. Замокот од бајките е фраза што соодветно го опишува замокот Нојшвајнштајн во Баварските Алпи. Овие замоци за романескната преродба од 19 век изгледаат како што туку да излегле од бајката. Некои велат дека Нојшвајнштајн ја дал инспирацијата за замокот на заспаната убавица на Дизни. Замокот бил изграден како одмор за кралот Лудвиг II од Баварија, кој го гледал како романтизација на средниот век. Амстердам. Амстердам е пријатен град, обележан со меандрирани канали, обложени со високи тесни куќички. Тоа е градот во кој Ана Франк го водела својот познат дневник. Оваа, под наводници Венеција на северот, е исто така град на голема уметност, почнувајќи со Рикс музеот, дом на големите европски ремек дела, куќата на Рембрандт и помодерниот музеј на Ван Гог. Направете пауза од разгледување на знаменитостите и пробајте го холандското пиво во пиварницата Хајнекен. Прага, со долга историја на војни и уништувања, се смета за едно од најдобрите места за посета во Европа и покрај уништувањето предизвикано од Втората светска војна, Прага има многу убав стар град кој вреди повеќе од неколку часа од вашето време. Прага има многу пешачки зони кои го прават пешачењето задоволство, додека талкате покрај Пражкиот замок, низ еврејскиот кварт, покрај катедралата Свети Витус и над Карловиот мост, плоштадот Венцеслас, сместен во новиот град, потпевнува со жив ноќен живот Истанбул, внатрешноста на Света Софија. Истанбул може и надворешниот трап на Европа, но вреди да се посети кога патувате во странство. Најголемиот град во Турција е фасцинантно место исполнето со богата историја, шарени пазари и џамии. Главните атракции го вклучуваат Босфорот, што ги дели Европа и Азија, екуменската Света Софија, која била православна христијанска базилика, потоа империјалната џамија и сега музеј, и палатата Топкапи од 15 век, исто така музеј денес. Влезете во големата чаршија, која е во функција од 1461 година. Гејрангер, Норвешка. Кога летните горештини на Европа ќе ве занесат, упатете се кон Норвешка со низините прилично кул пейсажи. Гејрангерфјорд е долг 15 км, со кристално сини води што се хранат со живописни каскадни водопади. Направете го патувањето за разгледување на автомобилски ферибот низ фјордот, минувајќи ги селата на брегот. Внимавајте на водопадите Seven Sisters и Суитор, наречени така затоа што легендата вели дека тој се обидува да им се додворува на сестрите. Кога светлината е во прво издание, изгледа како тенок превес што ги покрива карпите. Барселона. Основана од римјаните, Барселона денес е раздвижен град на Средоземното море како главен град на Каталонија. Тој е моќен центар во регионот. Можеби е најпознат по необичните градби дизајнирани од архитектот Антони Гауди. Овие значајни структури ја вклучуваат Ла Саграда Фамилија, црква која се гради од 1892 година. Може да изградите целата своја посета околу неговите згради, но потоа ќе пропуштите други задоволства во Барселона, како што е Ла Рамбла, популарната пешачка улица во централниот дел на градот. Дубровник. Воздушен поглед на средновековниот град Дубровник, Далмација, Хрватска, Јадронско море, Европа. Како што одат европските градови, Дубровник не е многу голем, но не дозволувајте неговата големина да ве одврати. Овој мал скапоцен камен со помалку од 43.000 луѓе е еден од најпосетуваните градови на Медитеранот. Дубровник ги превезува посетителите назад во времето кога утврдениот град беше голема поморска сила која командуваше со третата по големина морнарица во Средоземното море. Додека талкате по улиците, веројатно ќе наидете на скулптури на Свети Вијахо, заштитникот на градот, чиј живот се слави секој февруари. Париз. Песните го фалат Париз,
во пролета, но секое време од годината е добро време да го посетите овој возбудлив град на реката Сена. Тоа е град со историја, култура, одлична храна и висока мода. Ајфеловата кула е едно обележје што нема да сакате да го пропуштите. Во Лувр се наоѓа една од најголемите уметнички колекции во светот. Незините големи цркви ги вклучуваат Светото срце и Нотр-Дам. Кога станува збор за раскоша, тука е и Версај, со својата позната сала на огледалата. Рим, Римски форум. Старите римјани основале позиции дури до Велика Британија. Меѓутоа, тие не го игнорираа родниот град кога се работеше за изградба на големи споменици. Едно обележје што мора да се види е Колосеумот, арена која може да собере до 80.000 луѓе за надпревари на гладиатори. Едно од најголемите привлекувања е една мала земја во градот, Ватикан, со својата импресивна базилика Свети Петар, со уметност обезбедена од Микеланџело. Мора да се види дури и ако не сте католик. Можеби ќе го видите папата на неговата аудиенција во среда.